Почитувани граѓани, од областа на инфраструктурата, како што и ви ветивме, изминативе години беа реализирани голем број на крупни проекти. Извршивме реконструкција на 2 пруги од коридорот 10, и тоа Табановце-Куманово и Мираси-Гевгелија, во вкупна должина од 26 км. Градиме и изградивме 220 социјални станови во повеќе градови, како Штип, Битола, Берово, а имавме и 40 на посебни водоводни и канализацијски проекти низ целата држава. Тоа што го имавме ветено пред вас на минатите избори, тоа и го остваривме. Затоа ве повикувам да ја прочитате нашата нова програма и таму ќе најдете голем број на нови инфраструктурни проекти. А фактот дека стоиме до зборот и секогаш даваме отчет за сработеното е гаранција дека тие ќе се исполнат. Меѓу инфраструктурните проекти ќе продолжи да се гради еден од најкрупните проекти во железницата, а тоа е изградбата на пругата кон соседна Бугарија, чија вкупна инвестиција се проценува на околу 550 милиони евра и чија прва фаза од Куманово до Белјаковци веќе започна со градба во износ од околу 40 милиони евра. И таа фаза треба да заврши до крајот на 2016, а веднаш потоа започнува втората фаза од Белјаковци до Крива Паланка во износ од околу 145 милиони евра. Покрај железничкото поврзување со Бугарија, како најзначаен капитален проект, предвидени се и ремонт на железничката пруга Ногаевци Велешко, Градско Неготино, со што се довршуваат 30 км на железничка пруга од коридорот 10 со вредност од околу 9,5 милиони евра, чија цел е зголемување на брзината на движење на возовите и ќе се реализира годинава. Потоа, реновирање и надградба на железничката станица во Скопје, проект вреден 2,6 милиони евра, како и надградба и реконструкција на поголемите железнички станици на коридорот 10 и кракот 10D, според примерот на најдобрите практики во Европската Унија, за што ќе се издвојат 2,5 милиони евра за периодот од 2014 до 2015 година. Исто така, во делот на развој на железничкиот сообраќај, планирана е изградба и реконструкција и на делницата Битова-Кременица, како дел од кракот 10D од коридорот 10 и изградба со крак кон индустријската зона Жабени. Проект за кој се обезбедени 20 милиони евра и со кој Македонија ќе добие подобрување на можностите за транспорт и превоз со Република Грција. Покрај тоа, во нашата програма е предвидено и обновување на возниот парк на македонски железници транспорт, со цел подигнување на квалитетот на патничкиот и товарниот железнички сообраќај, за што издвојуваме 50 милиони евра со почеток од оваа година. Во наредниот период продолжуваме и со реализација на еден огромен проект кој е доста значаен за граѓаните на нашата земја, а тоа е водоснабдување и одведување на отпадните води за сите 80 општини во Македонија, а во износ од 50 милиони евра. Во рамките на овој сеопфатен план планираме и проект водовод и канализација на општините, чија цел е дополнителни инвестиции за стабилно водоснабдување на општините Гевгелија, Кавадарци, Радовиш, Кочани, Неготино, а во теќе реализацијата и на проект во Тетово. Исто така, како дел од ова, планирано е и изградба на фекална канализација во населеното место Сопиште и локалитетот Сончев град и одведување кон постојните канализациони мрежи во општина Кисела вода и општина Аеродром во износ од 306 милиони денари, со план за реализација од 2014 до 2017 година, како и изградба на системот за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште, регионалниот водовод Патишка река, во вредност од 270 милиони денари. Ова е само дел од вкупно 146 крупни инфраструктурни проекти и ветувања предвидени во програмата. Прочитајте ја програмата и одете на проверено, затоа што има разлика. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5